Деца, јас сум учителка Анета Ивановска од градинката 13 ноември во Скопје, Клон парк. Денес овде сум за вас, за да се дружиме, еве на поинаков начин од вообичаеното наше дружење во градинка. За ова наше дружење, денешно, ви подготвив тема, за која често пати разговараме во градинка. А тоа е темата другарство. Знам дека сите вие имате другарчиња во градинка, кои многу ви недостасуваат. А особено ви недостасуваат игрите со нив, разговорите, смеењето и многуте радосни моменти кои ги доживувате заедно. Искрено, верувам дека наскоро ќе бидеме повторно заедно и ќе продолжи тоа ваше дружење со вашите другарчиња. Затоа, денес, ќе се потсетиме што точно представуваше другарство. Опуштете се, седнете во положбата која ви е најпријатна, па да започнеме со нашето патување. Се сретнале Тина и Саво. Си пружиле раце и си рекле здраво. И еве ги сега, за раце се водат, кон градинка своја, заедно одат. А таму деца збрани, дојдени од сите страни. Едни насмејани, други тажни, но за учителката беа исто важни. Дружбата им почна лесно. За другарчето Мило секое дете беше свесно. Во дружбата нивна смејата се слушаше во еден глас, а денот во градинка им минуваше за неполн час. Игра секојдневно тие, делеа играчки рој, но еден ден се случи страшен бој. Камионот голем црвен стоеше во рацете на децата како здрвен. Играчката падна вчас, од тресокот се распадна трас. Сите вреснаа во еден глас. Камионот црвен падна на подот дрвен. Играчката не сакаа да ја делат во играта своја. Сите само повторува: таа е моја, моја, моја. Го забележа воспитувачката тоа и ги повика сите со мил глас. Седнете, деца, крај мене, да ви прочитам приказна една за другарството да не ви вене. Приказната е многу важна и ќе ви остави порака во животот многу снажна. Сакате ли, другарчиња, да ја слушнете приказната што им ја прочитала на децата? Сакате? Ајде! Беше доцна есен. Уште одамна од дрвјата беа паднале лисјата. Само на врвот на една дива јаболкница останало едно единствено јаболко. Тој есенски ден низ шумата трчаше зајко. Наеднаш застана крај јаболкницата, погледна нагоре и го здогледа јаболкото. Посака да се заслади со него, но како да го дофати, не можеше. Тоа беше високо. Гра, гра, се насмеа гавранот од блиската ела. Зајакот го погледна, па му рече: Еј, гавране,
Зошто ми се смееш? Знаеш ти, токму сега си добре дојден. Те молам, скини ми го, тоа јаболко. Летна Гаврано се спушти на гранката од јаболкницата и го скине јаболкото. Само не успеа да го задржи во клунот, па јаболкото падна на земјата. Благодарам, Гавране, многу ти благодарам што ми го скина јаболкото, рече зајакот. И тргна да го земе јаболкото. Кога одеднаш, како да оживеа јаболкото, се заниша, те на едната страна, те на другата и почна да бега. Зајакот се исплаши од страв, потоа сфати јаболкото паднало врз грбот на ежот, кој свиткан во клопче спиел во сувите лисја под дрвото. Стој, стој, викна зајакот, каде го носиш јаболкото? Ежот застана и рече, јаболкото е мое, јас го дофатив со боцките, кога паѓаше од јаболкницата. Тогаш долета и Гавранот кај нив. Гра, гра, напразно се карате. Ова јаболко е мое. За себе си го скинав од високата гранка. Никако не можеа да се сложат. Секој викаше, Мое, 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 мое. Така започна кавга и борба меѓу нив. Гавранот го клукна ежот по нос, ежот го боцна зајакот со боцките, а пак зајакот го клоцна Гавранот. Караницата се слушаше низ целата шума, а ја слушна и мечката, која беше на последна прошетка пред да ја легне зимски сон. Таа се доближи до нив да разбере зошто е таа кавга. Што е ова? Каква е оваа караница? Драга Меца, во шумата ти си најумната. Пресуди право чии е јаболково. Мечката се замисли, па праша. Кој го најде јаболкото? Јас, рече зајакот. Кој го скина јаболкото? Гра, гра, јас, рече Гавранот. А кој го дофати јаболкото? Јас, рече ежот. Сите имате право. Задачата е тешка, но има решение. Разделете го јаболкото на 4 еднакви дела. Така, секој ќе добие по заслуга. Сите беа задоволни и си ги земаа своите делови. А пред да заминат во своите домови, на мечката и беа ветиле дека никогаш повеќе нема да се караат. Се ќе споделуваат. Тоа беше приказната важна, што на децата им остави порака снажна. Верувам дека и вие имате решение во ваквите ситуации во градинка. Деца, сакај го другарчето силно. Ништо нема на светот помилно. Најубаво нешто во животот е да се сакаме, почитуваме и другаруваме. Другарството е најголемиот дар што другарче може да го дари. Другарството е за сите, за големи и мали. Другарството, деца, е најубавиот цвет, па нека цвета во целиот свет.
А сега, другарчиња, еден предлог до вас. Ајде, затворете ги очињата и замислете си ги своите другарчиња. Па земете лист, боички, фломастери, што сакате и нацртајте ги вашите другарчиња од градинка. Се надевам дека наскоро ќе бидете повторно заедно и ќе продолжи тоа ваше другарување, а од вашите творби ќе изработите најубава изложба. Толку за денес, другарчиња. Пријатно, до гледање, до видување.